Продолжи распитот на Љупчо Палевски од страна на неговиот адвокат Јовица Страшевски за случајот со грмнувањата и убиствата на Вања Ѓорчевска од Скопје и Панче Жежовски од Велес. Преку прашањата Љупчо Палевски во судницата одговори дека убиството на Ѓорчевска ќе остане отворено поради лошата истрага. Додека пак за Панче Жежовски кажа дека не го познава и никогаш немал контакт со него. Ги отфрли сите докази на обвинителството против него. Не знаев дека постои Панче Жежовски. Никогаш директно или индиректно не сум имал комуникација со него. Нивното објаснување на Велибор Манев во однос на личноста на Панче Жежовски е површно и неточно. Постои повеќе од кавга за Бекатон Коцки. Во списите извадени од куќата на Жежовски се доказите на основното јавно обвинителство. Во списите има кривична пријава од Жежовски кон обвинетиот Манев, поплаки и пријави кон СВР Велес и преставки до Советот на јавни обвинители. Кривичната ја отфрла основното јавно обвинителство Велес, а во преставките до Советот на јавни обвинители, Жежовски тврди дека Велибор Манев е под заштита на основното јавно обвинителство Велес. 10 години нетрпение и омраза помеѓу Жежовски и Манев. Адвокатот на Љупчо Палевски, Јовица Страшевски, вели дека пиштолот не знае каде е. Тврди дека има разлики помеѓу доказите на ОЈО и изјавите. Од самите докази кои ги изведуваше основното јавно обвинителство, на нивните прашања кои беа поставени према сообвинетите, имаше големи разлики од доказите презентирани од обвинителството и низните изјави. Токму тие докази ние ги споредовме и денеска Љупчо Палевски ги презентира, во исто време не може, значи обвинет кој го потврдува самото видео дека е точно од обвинителството, а од друга страна вика дека не бил на камерите како што се гледа кај Велибор Манев дома, туку бил на паркингот. Според сведочењето на Палевски, Панче Жежовски дефинитивно не бил убиен на 24.11.2023 година. Палевски не пукал во него, но немал докази за истото, па затоа во моментов бил зад решетки. Додека пак за посочените мотороли, Палевски кажа дека тој не ги набавил, туку Велибор Манев. Претходно ги имал донесено во штабот на партијата Десна. Посочи дека не набавил ВД-40, туку спрејот бил пронајден во подрумот на Манев и била одземена фискалната сметка. Следното рочиште за убиствата е закажано за во понеделник.